Почитувани приятели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Сократови три решета. Познатиот грчки филозоф и мудрец Сократ гласал за еден од меѓу најмудрите луѓе во своето време. Еден ден го побарал некој човек и кажал: "Знаеш ли што сум чул за твојот пријател?" "Момент", одговорил Сократ, "пред да ми го кажеш тоа, те молам да поминеш еден брз тест. Дали тоа што сакаш да ми го кажеш си го просеал преку три решета?" "Три решета?" "Да", одговори Сократ. "Пред да кажеш некој работи за друг, добро е да земеш малце време и да го просееш она што сакаш да го кажеш. Тоа го викам тест од три решета. Првото решето е вистина. Дали си проверил? Дали е вистина она што сакаш да ми го кажеш?" "Не, па не сум. Не сум видел, само чув како зборуваат", одговорил неговиот пријател. "Добро, не знаеш дали е тоа вистина. Да се обидиме повторно. Да се обидиме да го просееме поинаку. Сега ќе го земам решетото на добрината. Тоа што сакаш да ми го кажеш за пријателот, дали е нешто добро?" "Па не баш, спротивно. Слушнав како твојот пријател лошо се однесувал." "Значи", продолжил Сократ, "сакаш да ми кажеш лоши работи за пријателот, а не си сигурен дали е вистина. Тоа и не е баш охрабрително. Се уште можеш да го поминеш тестот, остана уште едно решето. Полезност. Дали е тоа полезно или корисно да ми го раскаже сето она што го направил мојот пријател?" "Корисно? Па и не. Не верувам дека би можело да ти користи." "Значи", заклучил Сократ, "она што сакаш да ми го раскажеш не е вистина, ниту е добро, ниту корисно. Па зошто сакаш да ми го раскажеш? И тебе подобро ќе ти биде да сето тоа го заборавиш." Уште еден грчки филозоф, Платон, пред 2500 години забележал: "Мораме да се чуваме од отровот кој го произведува нашиот јазик, да не го уништи нашето семе." Од библиската мудрост во Библијата стојат забележани следните текстови: "Така и јазикот е мало орган од телото, но се фали со големи работи. Ете како мал оган запалува големи шуми. И јазикот е оган, самиот цвет на беззаконието. Јазикот се наоѓа меѓу нашите органи како таков кој го осквернува целото тело и потпален од пеколот го запалува нашиот животен тек. Зашто секаков вид зверови, птици, лазачи и морски животни се скротува и биле скротувани од човечкиот род. Но никој не може да го скроти јазикот. Тоа нескротливо зло, полно со смртоносен отров, вели апостол Јаков во своето послание во 3 глава од 5 до 8 стих. Но и апостол Петар во својата прва посланица во 2 глава 22 стих вели: "Тој не направи грев и не се најде измама во неговата уста." Овде се мисли на нашиот Господ Исус Христос, кој не сгрешил, а кој можел во секој момент да ги помине трите решета кои што Сократ ги кажал своевремено. Bože moj, uči me da se molam, da go živeam zakonot tvoj. Mesto gordo
radost, ti daj mi pobožnost, moj to srce da bide tvoj dom, moj to srce da bide tvoj dom. Duhot tvoj sveti neka je tuka, so mene se kogažda je tvoj to ime da večno go slavam i cel život za tebe da pejam, život cel za tebe da pejam. Da bližnji od svoj jaz go sakam i da proštevam so ljubov jaz. Site neka se čudat i vidat, deka život svoj davam za tebe, život svoj davam jaz za tebe. Site neka se čudat i vidat, neka život svoj davam za tebe, život svoj davam jaz za tebe. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Гледачи, срдечен поздрав до сите вас и во ова прилика сакам да ви посакам секое добро. Вие сте во емисијата Библијата зборува. Продолжуваме да ја проучуваме Библијата, Светото писмо, книга над книгите. Пред нас е нов наслов, нова тема, ќе зборуваме за Исуса. Што треба да знаеме за Исуса, за неговото потекло, за неговото постоење? За кого ме мислат луѓето во една прилика кога Исус бил на оваа земја и запрашал неговите ученици? А тие одговориле дека некои мислат дека Исус е Илија од Стариот Завет, други зборувале дека е можеби Еремија или пак реинкарнација на Јован Крстителот. А потоа Исус ги запрашал: добро, така мислат луѓето, а вие што мислите? Малку подзастанале, но потоа Петар, оној брзиот Петар, знаеме каков искрен одговор дал: ти си Христос, син на живиот Бог. Еве, драги гледачи, на самиот почеток веќе одговоривме на ова прашање: од каде, кој е Исус Христос? Петар тоа ни го на почетокот кажува: ти си Христос, син на живиот Бог. Но сепак ние во текот на оваа емисија, во наредните минути, ќе откриеме и ќе читаме библиски текстови за Исусовото потекло, за неговиот живот, за неговата смрт, секако воскресение и вознесение. Ајде да почнеме со проучување на Библијата, на Светото писмо. Што самиот Исус кажува за себе
ko je i što je. Što kažува Isus za своето потекло? Имаме ли такви текстови во Библијата, драги гледачи? Исус вели во Јован 16 глава во 28 стих: излегов од Отецот и дојдов во светот, сега па го оставам светот и одам при Отецот. Интересно, Исус овде ја трга завесата, го трга тоа перде на раздвојување кај многу човечки умови кои постои за Исусовото потекло. И денеска, на жалост, Исуса го смета дека е само едно повеќе еврејско дете родено во Палестина пред 2000 години. Не е така, драги гледачи. Исус е посебен човек. Исус е и на посебен начин се родил, односно се зачнал. Неговиот живот за овие 30 години кои ги поминал бил и сличен како кај останатите деца, секако работел, се дружил, меѓутоа последните негови години биле посебно истакнати и тоа го запишале сите 4 евангелисти. Што тврдил Исус? Што тврдил Исус дека има во себе? Тоа никој од нас не може да го каже, драги гледачи. Ова само Исус може да го каже. Оти како што Отецот има живот во себе, така му даде и на Синот да има живот во себе. Интересно, Исус е оној кој создава живот. Не оној живот кој го продолжува мајката преку своето дете, бидејќи човекот го добил првиот живот, таа искрена живот од Бога. Адам и Ева биле вдахнати со животна енергија, со животна сила од Бога и човекот станал душа жива. Така пишува Светото писмо. И ние тој живот го добиваме од нашите родители и тоа се пренесува. Меѓутоа овде гледаме дека Исус е тој единствен извор на животот, кој е единствен, бесмртен и живее во непристапна светлина, кого никој од луѓето не го видел, ниту може да го види. Нека му е чест и сила во сите векови. Овде, драги гледачи, Исус се става на ранг со Бога, со Отецот и Светиот Дух. Тоа е тоа тројство за нас не целосно откриено во Библијата, но доволно откриено да поверуваме дека постои тројство, дека Исус е дел од тоа небесно тројство. И овде Исус се става во таа категорија на Бог, дека е бесмртен, дека има живот во себе, кој живее во непристапна околина. Таму е Бог. И самиот Исус е, ќе читаме подосна кога се вознел, вели седна од десната страна на Отецот. Значи, еднакви се Отецот и Синот. Кои докази можеме да ги наведеме во прилог на Исусовото божество? Овде сега имаме многу текстови. Јас не можам да ги читам сите текстови, но вие може да ги забележите и да ги проверите во вашите Библии, во домашна атмосфера. Ако читате во книгата на пророк Исаија, пишува таму дека Исус е од вечните времења, дека тој е Емануило, кој ќе се роди, значи со нас Бог. Тоа го потврдува Матеј во 1 глава 22 и 23 стих. Во Михеј 5 глава 1 и 2 стих пишува дека Исус е од вечните времења, дека ќе се роди во Витлеем. Матеј тоа го потврдува. Очигледно пророштвата, односно пророците кои тоа го предвиделе, Бог тоа им го открил, а се исполнило во Новиот Завет во времето кога Исус веќе требал да се роди. Неговата сила која ги лекува болните и ги воскреснува мртвите. Тоа е запишено во сите евангелија. Многу Исус правил чуда. Многу луѓе воскреснал. Им го вратил здравјето, им ја вратил надежта, осмехот на лицето. Многу мајки биле уплакани, но Исус секако тоа го направил како доказ дека е Бог и дека сите оние кои веруваат во Него, и ако умрат, Исус вели ден повторно, Исус ќе ги воскресне. Јован зборува за неговото, за Исусовото боженско потекло. Исус е Бог, драги гледачи, отелотворен во човек. На тој начин тој се доближил до човештвото. Ја платил таа откупнина, како што вели Павле, плата за гревот е смрт. Исус со својата смрт не откупил сите нас да живееме за секогаш вечно со Него. Сведоштво на неговите пријатели. Тоа го посведочиле дека кај него виделе посебна сила, приметиле дека тој посебен се разликува од останатите луѓе. Сведоштво на неговите непријателите признале дека Исус има небесна сила, дека Исус е Бог. Биле сите изненадени и се чуделе на неговите зборови, посебно кога бил во храмот таму со оние црковните рабини и учители, му се восхитувале колку Исус го знаел писмото, Стариот Завет. Пророците
го најавиле неговото воскресение. Апостол Павле тоа го потврдува и евангелистот Матеј, дека Исус наутро во недела воскреснал. И сега да видиме каков е односот помеѓу Исуса и Небесниот Отец. Исус вели, јас и Отецот сме едно. Не можеме ние како деца на нашите родители да кажеме јас и татко ми сме едно, кога не сме. Тој постар 20-25 години. Може би кај некој помалку или повеќе, но ние сме деца на нашите родители. Но овде гледаме дека Исус се изедначува со Отецот. На друго место ќе каже, кој ме гледа мене, го гледа Отецот. Очигледно, Исус е олицетворение на Отецот. Тој зел човечко тело за да се доближи до нас, драги пријатели. За да ја покаже и славата на Отецот. Христос дошол, односно постоел, пред да дојде на овој свет. Еве сега ќе прочитаме библиски текстови со кои ова изјава што овде е напишана сакам да ја потврдам. Исус лично кажува за себе дека постоел и пред да се роди во тело. Денеска има многу шпекулации кај некои така наречени теолози кои велат дека Исус, дека неговото потекло или постоење го сврстуваат од Витлеем, кога се родил од Марија. Знаеме дека Исус нема земен татко. Исус е зачнат преку Светиот Дух, тој е на тајна за нас, но ја прифаќаме со вера. Еве што вели Исус. И сега прославиме ти, Отче, во тебе самиот со славата што имав во тебе уште светот пред да настане. Гледате, овде Исус се сврстава и пред нашата планета, и пред останатите планети во Вселената. Исус е од вечноста. Тој е за нас една тајна. Ние не може да навлеземе во почетокот на тројството, од кога постои Бог. Знаете, денеска има луѓе кои се смејуваат и велат, а кој го создал Бог? Одејќи така назад и доаѓаат до на слеп улица и на крајот вели, кој го создал Бог? Или они што шпекулираат, нека Господ создаде таков камен што не може да го покрене. Мислам, тоа се болни умови на луѓе кои така размислуваат. Ние немаме одговор од кога постои тројството, од кога постои Бог. Кога тоа би го дознали, тогаш ние би станале богови, со други зборови. Ние тоа го прифаќаме со вера, дека Божеството или Бог постои од вечноста и самиот Исус Христос. Отислегов од небото, не да ја извршувам мојата волја, туку волјата на Отецот кој ме прати. Драги гледачи, ови изрази Отец и Син, Исус ги користи за да ја сватиме таа поврзаност помеѓу Него и од небото и Отецот. Како што денешните родители имат деца, керки, синови, и таа поврзаност ја разбираме кога некој ќе почине од тоа семејство и се чувствуват болка, така и овде ние ја гледаме таа поврзаност. Зато Исус користи човечки изрази, син, татко, отец и така натаму. Зато треба правилно да го разберем Исусовото однесување кон Отецот. Кога вели јас ништо не можам да правам ако Отецот не ми даде. Значи овде Исус зборува како човек, не како Бог. И тоа е многу испреплетено. Кога Исус дава изјави како Отец, како Бог, и како човек. Овде Исус вели, ништо јас не правам, додека Отецот, односно неговата волја не биде извршена. Бидејќи во друга прилика, како што ја прочитавме на почетокот, Исус вели, јас и Отецот сме едно. Ова изјава ја дава како Бог, како член на небесното тројство, но има изјави каде Исус кажува како човек дава изјави. Јас ништо не можам да правам, ако Отецот не ми даде. Колкав удел имал Христос во создавањето на нашата Вселена. Библијата зборува дека Исус е тој создател преку кого се било создадено на ова планета. Бог кој во старо време, откако многу пати и на многу начини им зборуваше на нашите отци преку пророците, во последните дни ни зборува преку Синот, кого го постави за наследник над се преку кого ги создаде и вековете или световите. Гледате, драги гледачи, овде Павле зборува дека Исус е тој преку кого е се создадено. Значи, Исус е Бог и зато може да биде создател. Овде Павле тоа јасно ни го подвлекува. Во последните дни ни зборува преку Синот, кого го постави за наследник над се преку кого ги создаде и вековите. Апостол Јован ова уште подлабоко ќе ни го каже. Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога. И тоа беше Словото, тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него и без Него ништо не стана што стана. Значи тоа Слово, апостол Јован тоа го кажува во неговото Евангелие во првата глава, се отелотворил, станал
тело, тој збор станал тело, а тој збор создавал, вели Павле. Така да, јасно и гласно Библијата ни кажува, почитувани гледачи, дека Исус е создателот на се оно што го гледаме и не гледаме. Во светот беше и светот преку него стана, но светот не го позна. И навистина, евреите не го прифатиле, не го препознале Исусовото раѓање. Тие денес го очекуваат Исус да дојде по прв пат, а Исус сега наскор ќе дојде дори и по втор пат. Гледате како Библијата се исполнува. Светот не го позна. Кога Библијата зборува за светот, се мисли на Блискиот Исток, тамо е колевката, тамо е почетокот на човештвото. Тогашниот свет не го препознале мигот на Христовото раѓање. И затоа тројцата мудрици, кога дошле во Ерусалим, биле збунети. Биле збунети кога прашале, каде е звездата, ја видовме. А таму домородците рекле, па не знаеме. Кажете ни каде, па и ние да отидеме да се поклониме, рекло Ирод. Драги пријатели, дали ќе му дозволиш на Исуса да се роди денеска во твоето срце? Дали ќе поверуваш? Немој да бидеш тврд како старите евреи, зашто текстот вели и своите дојде, а своите не го препознаа. И Словото стана тело и се всели во нас полно со благодат и вистина. И ние ја видовме неговата слава, слава како на единороден од Отецот. Вистина, Исусовото раѓање и неговиот живот однапред биле предвидени. Кој требало да го роди Исуса? Ние денеска знаеме дека тоа била Марија, но текстот еве што ни кажува. Пророштвото еве што вели. Јаков го роди Јосифа, мажот на Марија, од која се роди Исус, наречен Христос. А сето тоа стана за да се исполни кажаното од Господа преку пророкот кој вели: и ете девица ќе зачне во утробата своја и ќе роди син и ќе го наречат Емануел, што значи со нас Бог. Пророк Исаја, спомнавме пред малку дека тоа го прорекол. Мати тоа го потврдува. Мношто текстови постојат, драги пријатели, за Исусовото појавување нова наша планета, нова наша земја. Зошто било потребно второто лице на Божеството да стане човек? Еве, Павле ни ја дава следнава дефиниција, односно следниот одговор. А бидејќи децата се учесници во телото и крвта, тоа и оно зеде еднакво учество во тоа, да преку смртта да го победи оној што има власта над смртта, односно ѓаволот. И да ги избави оние што од страв пред смртта преку целиот живот беа подложни на робството. Гледате, драги гледачи, преку смртта ние сме ослободени на Исуса Христа. Преку смртта тој го победил оној кој е имал власта на ова земја. А сатаната ја уграбил власта, на жалост, преку Ева и преку Адама. И сега Исус доаѓа повторно да не ослободи, но требало да плати цена. Некој требало да умре. Тоа го нудели ангелите да го направат, но не биле достојни. Само делотројството требало да дојде на оваа земја. Исус се понудил самиот да дојде, доброволно, да ги помине тие години и на крајот да страда на крстот, да воскресне и да не ослободи од сатаната и од неговите замки. Каков пример ни открил Исус во својата борба против искушенијата? Исус се борил со писмото, драги гледачи. Исус имал 3 тешки искушенија, може да ги најдете во Матија во 4 глава. 4 глава. Сатаната го кушал, го предизвикувал да ја употреби својата божанска сила во своја цел, во своја корист. Но Исус знаел, ако така направи, ќе го прекрши тоа небесно правило и ќе стане и тој заточеник, ќе стане и тој плен на сатаната и за секојаш би останал овде. Исус се борил, пишано е: Сатано, не го кушај својот господар. Исус преку писмото извојувал победа. И еве што вели Петар: кој преку него поверувавте во Бога, кој го воскресна од мртвите и му даде слава, да верата ваша и надежта да ви бидат во Бога. Откако ги очистивте душите ваши со послушност на вистината преку духот, за недлицемерно братолюбие, сакајте се еден со друг постојано со чисто срце, како преродени не од распадливо семе, туку вечно преку Словото на живиот Бог кој пребива во сите векови. Драги
пријатели, ако поверуваме чврсто во воскреснатиот Спасител, еден ден Исус, според неговото ветување, ќе ни ги врати сите наши мили и драги што смртта ни ги уграбила. Исус ја победил смртта, она втората смрт. Првата смрт за Бога е сон. Ако животот потрае и ни еден ден ќе починеме, тоа не е страшно. За Бога е првата смрт сон. И ќе дојде ден кога повторно ќе се разбудиме. Но на втората смрт е вечна, за секогаш. Од неа Бог не ослободил и затоа да се повикуваме на Христовиот живот, на неговото воскресение, зашто Христос платил за нас голема цена. Исусовото страдање и неговата смрт. Знаеме дека Исус бил распнат на Голготскиот крст, помеѓу двајца злосторници. Во времето на Римската империја која владеела во тој дел на светот во Палестина. Римјаните своите непријатели ги раснувале на крст, се со цел да предизвикат страф и трепет кај домородното население. Исус бил ставен во кругот на овие злосторници. Така било проречено во писмото, но Исус знаеме дека не направил ниту еден грев. За кого Исус страдал и умрел на крстот? Но Бог ја докажа љубовта своја кон нас со тоа што Христос умре за нас, уште додека бевме грешни. Всушност, драги пријатели, ние не сме биле родени кога Исус умрел на Голготскиот крст. Но и Исус и нас не имал во предвид дека еден ден и ние ќе постоеме, дека еден ден и ние ќе се родиме, дека еден ден и нам ќе ни биде потребна прошка, небесна сила, спасение. Токму сега ние може да се повикаме на Исусовиот живот, на неговото воскресение, дека тој платил откупнина и за нас денеска. Кое пророштво се исполнило во Исусовото страдање, смртта? Секако пророштвата на Библијата, на Стариот Завет, посебно на книгата на пророк Исаија. Еве што пишува Исаија. Тој беше презрен и понизен меѓу луѓето, маж на болки и свикнат на страдања, и ние го одвраќавме од него лицето свое, он беше презиран и ние за ништо го сметавме. А он беше изранет за нашите гревови и мачен заради нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, а преку неговите рани ние се излекувавме. Токму тоа е целта на Христовата смрт, на Христовото воскресение, драги гледачи, да тој не ослободи и не ги прости нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него. Сите гревови на човештвото паднале врз Христовите плеки, пише во книгата Копнеш на вековите. Христос тоа го поднел храбро, јуначки, знаејќи дека со смртта негова ќе бидат откупени илјадници, милиони луѓе кои својот живот ќе му го доверат во негови раце. Важноста на Христовото воскресение. Ние како христијани залудно веруваме во Христа ако не постои воскресение, драги гледачи. Ако нема воскресение, се е бадила, се е џабе. Но Христовото воскресение исто така било проречено. Давид вели, тие срцето свое го затворија наоколу, со устата своја гордо зборуваат. Библијата зборува дека Исус ќе биде 3 дена во гробот. И тој настан дословно ни е запишан во сите 4 евангелија. Можете да ги читате евангелиите, последните глави, и ќе видите како тоа се случило. Еве, јас само ќе прочитам неколку текстови од евангелието според Матија 28 глава. Кога измина саботата на осамнување на првиот ден во седмицата, дојдоа Марија Магдалена и другата Марија да го видат гробот. Драги пријатели, значи првиот ден во седмицата не е сабот, односно понеделник, како што некои сметат. Дека недела е 7 ден, а понеделник е прв ден. Овде пишува дека саботата е помината на осамнување на првиот ден во седмицата. Значи, после сабота знаеме дека доаѓа недела. Недела е прв ден во седмицата, саботата е 7-миот ден. Овде овие две сестри, Марија и другата Марија, дошле да го посетат гробот наутро. И ете стана голем потрес. Ангел Господов слезе од небото, пристапи го отстрани каменот од гробната врата и седна на него. Лицето му беше како молња, а лиштата бели како снег. А стражарите уплашени од него треперија и беа како мртви. А ангелот се обрна кон жените и им рече, не бојте се, знам дека го барате Исуса распнатиот, не е овде, воскресна
како што беше рекол, дојдете и видите го местото каде што лежал Господ. Повторно овде, драги гледачи, ангелите го нарекуваат Исус Господ. Исус е Господ, драги пријатели. Тој е Бог, тој е единствениот спасител. Сите добри луѓе кои постоеле не може да не бидат спасители. Ниту Марија, Исусовата мајка, ниту светците, кои денеска многу луѓе ги обожаваат, ниту Муамеда, ниту Буда, ниту Конфуција. Сите тие биле добри на свој начин, но тие се мртви, тие се покојни, чекаат ден на воскресение. Исус овде, ангел го нарекува дека е Господ. Па отидете брго и кажете на учениците негови дека тој воскресна од мртвите. И ете ќе отиде пред вас во Галилеја, таму ќе го видите, ете ви кажав. Ова е пророштвото кое е кажено многу одамна и се исполнило токму кога Исус бил на оваа земја. И самиот Павле, кој не бил директен учесник во Христовото фаќање, распнување и воскресение, тој подоцна се обраќа и станува исто така Христов ученик, но не во таа група од 12 апостоли. Еве, тој дава искрено сведоштво за Христовото воскресение. И го предадов најнапред она што го бев и примил, дека Христос умре за нашите гревови, според писмата, дека Он беше погребан и дека на третиот ден воскресна според писмата. Значи, писмата се мисли на Стариот Завет, на Мојсеевите книги, на пророштвата, на малите пророци. Тие сите зборуваат за Христа, за оно што се случило во времето на апостол Павле и пред него. Со кои зборови Павле ја истакнува важноста на Христовото воскресение. Ако па Христос не воскреснал, суетна е верата ваша. Џабе, би рекол со народен јазик. Се би било џабе, драги гледачи. Вие сте уште во своите гревови или Павле. Тогаш и они што умреле за Христа загинале. Но ете Христос воскресна од мртвите и за тоа стана првина за умрените. Секако и пред Христа воскреснувале луѓе. И во Стариот Завет имаме луѓе кои воскреснале. И во Новиот Завет самиот Христос воскреснувал. Но овде Павле кажува за Исуса дека е посебна врста кој воскреснал од мртвите. Зашто Исус со својата смрт ја победил втората смрт, она смрт која рековме вечна, за секогаш човекот ќе биде загубен со втората смрт. Затоа Павле вели, суетна е, лажна е нашата вера, ако не постои воскресение, драги гледачи. Ако Христос не воскреснал за нас. Исус и кажал на Марија на Магдалена, кога дошол Исус да го посети Лазара, кога Лазар веќе бил покоен и бил погребан 3 дена, Исус вели, јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре, ќе живее. Драги гледачи, дали верувате во овие Исусови зборови? Може би денеска од аспект на наше гледање, тешко не да поверувам. Поминало повеќе од 2000 години од ова изјава. Ние се уште умираме, се уште се мачиме, боледуваме, се уште живееме во некој страв и на крај доаѓа смрт. Така ќе биде до крајот, односно додека Исус не дојде и кога ќе каже готово е, се сврши. Но овде Исус не повикува сите нас да му веруваме. Исус вели, јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре, ќе живее. Во Откровение, во 1 глава пишува, а тоа е Исусовата изјава, јас ги имам клучевите од гробот и од смртта. Да, драги пријатели, Исус е тој кој може само да стави подпис на секоја надгробна плоча или споменик. Зашто Исус го има клучот од гробот. Исус го има спасението, Исус го има животот. Зошто е важно да го знаеме и да веруваме во Исусовото вознесение, во неговото посредување за нас пред Отецот и неговото повторно доаѓање. Овие се многу важни работи, драги гледачи. Ако ги прифатиме со вера, еден ден и ние ќе бидеме земени на облаците, како овде што гледаме на оваа фотографија, кога Исус го напуштил овој свет во присуство на десетици луѓе и се вознел кон небото. Тогаш немало авиони, немало хеликоптери. Облак дошол и го зел пред очите на присутните и полека Исус се вознесувал. Предпоставам дека луѓето гледале колку што можеле повеќе, како Исус и мавте со раката, а доле двајца ангели
им велат на присутните: луѓе галилејци, ово Исус кој се од вас зема, повторно ќе дојде така како што заминува. И навистина, ние христијаните веруваме во тоа, дека Исус ќе дојде повторно на облаците, но сега ќе дојде во придружба на стотици, на милиони небесни ангели во негова придружба. Исус ќе дојде со срп во раката и со палка. Српот е символ дека ќе го пожне зрелото жито, а палката е символ дека ќе владее вечно. Тука ќе бидат ангелите со своите труби и на глас трубен, вели Библијата, мртвите во Христа најнапред ќе воскреснат, заедно со живите праведни ќе бидат преобразени и земени на облаците. А по разговорот со нив Господ се вознесе на небо и седна од десната страна на Бога. Зашто еден е Бог и еден е посредникот меѓу Бога и луѓето, човекот Исус Христос. Драги пријатели, Исус кога заминал, тој седнал десно од Отецот. Сушност, Исус е тој наш посредник, како овде што вели Павле. Тој посредува за нас, тој се моли за нас, тој се залага за нас, тој наш адвокат, тој не брани пред Отецот. И ако направиме грев и пропуст, и ако се покаеме, нема причина да тагуваме и да се плашиме, дека нема да ни биде простено. Исус е тој кој ќе се заложи за нас, зашто тој ја пролил својата крв и за тебе, и за мене, и за сите нас. И пред да Исус замине за секогаш горе на небото и да ги напушти учениците, тој ја дава следнава изјава: да не се плаши срцето ваше, верувајте во Бога и во мене верувајте. Во домот на мојот Отец има многу места за живење, а да немаше, јас ќе ви кажев, одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам вас при себе, за да бидете и вие каде што сум јас. Ова Исусова изјава ги грее срцата на милиони христијани денеска, кои поради својата вера може би доживуваат прогонство, трауми, изобличување, затварање. Денеска има стотици христијани кои се во затвори ради својата вера. Во средниот век милиони луѓе ги дале своите животи за ова Исусова изјава, дека еден ден тој ќе дојде повторно. Но Исус не храбри да не се плаши срцата наши, да веруваме во Него дека тој нема да не напушти. Така и Христос, откако еднаш се принесе самиот себе како жртва, за да ги премавне гревовите на мнозина, втор пат ќе им се јави, не станувајќи веќе жртва за грев на оние што го очекуваат за спасение. Исус ќе дојде и ќе ги премавне нашите гревови, ќе ги фрли во длабините морски и ќе не прогласи дека сме чисти, дека сме свети, дека сме прави. Тој ќе се моли за нас и денеска, за тебе и за мене, но наше е да го прифатиме Исуса, да поверуваме во неговата жртва, дека тој умрел и за тебе, за мене, за сите нас. И пред да превршиме со ова наше проучување, драги гледачи, еве да се подсетиме уште еднаш што треба да знаеме за Исуса. Прво, дека Исус е Божи син. Ова е многу важно да го разбереме. Дека Исус е Божи син, дека тој постоел пред да дојде на овој свет. Значи, зборот син, татко, Исус го користи од човечки агол, од човечка перспектива, за да не биде нам појасно. Исус е еднаков со Отецот. Да учевме за Исусовото раѓање, зборувавме за неговиот живот. Значи, се е проречено однапред стотици години. То не е случајно. Божито провидение било откриено на пророците во Стариот Завет. Тие го запишале и тоа едноставно се остварило во Новиот Завет. Зборувавме за Исусовото страдање и неговата смрт. Понатаму зборувавме за важноста на Христовото воскресение. Павле вели, залудно е се, суетен е нашиот живот, ако Христос не воскресна од мртвите. И затоа Исус истапнал на таа стара змија на ѓаволот, на сатаната, со смртта своја. Денеска ѓаволот е победен непријател. Тој ги одбројува своите часови и затоа тој ќе пушта вируси, бакцили и секакви болести, пандемии, се со цел да го човекот уплаши, да нема време да се подготви за духовни работи, да размислува само за овој телесен живот. Овој живот ќе помине, драги пријатели. Но што потоа? Што после смртта? За смртта имаме посебна тема предвидена и ќе зборуваме, но
postoji li život после смртта? Вековно прашање на кое ќе одговориме во наредните предавања. Понатаму зборувавме за Исусовото вознесение на небото. Исус се вознел, но ангелите потврдили и рекле: ово Исус кој од вас се земе, повторно ќе дојде онака како што го видовте. Исус ќе дојде видливо од источната страна на светот. Така пишува во Библијата. Зборувавме за неговото посредување за нас пред Отецот и неговото повторно доаѓање. Исус е наш застапник, драги пријатели. Исус е наш адвокат и затоа ние нашите молитви треба да ги завршуваме во името на Исуса Христа, зашто тој е наш последник. Тој се моли за нас, тој посредува за нас. Да се помолиме на крајот, драги гледачи. Господе, ти благодариме за ова вистина, за овие откровенија, за нашиот Исус. Помогни ни да поверуваме чврсто во неговото постоење, да го отвориме нашето срце и тој да се всели длабоко во нас, во нашите домови, да управува со нашите мисли, со нашите животи и така да му дозволиме да ни помогне да се подготвиме за скорешна средба со него. Биди со нас, Господе, и води ни според Твојата милост. Тоа те молиме во името Исусово. Амин. Драги гледачи, ми беше задоволство што можевме да другарувавме и во ова предавање. Вие следивте емисијата која оди на овој канал. Следете не и понатаму. Зборуваме за ова вистина што ја црпиме од Светото писмо. Секој добро до наредната емисија. Прекрасен милостив Спасител, најдобар пријател си. Ти сияњето Божјо, живот ни подари. О, ти живот ни подари. Утешител, советник ти си, по Твојото копнеам јас. Срце ти надеж ми даваш, ако ја изгубам. О, што надеж ке изгубам. Славиме Боже, те обожаваме Христе, и храниш ти срца тако. За тебе млади се, о, млади сме за тебе. Силен и вечен си татко, верно не љубиш ти нас. О слабост ни даваш ти сила, кон вечност не подигаш. О, кон вечност не подигаш. Тебе те славиме, Боже, те обожаваме Христе, и храниш ти срца тако. За тебе
serca tako. Za tebe mladi se, mladi sme za tebe. Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежта. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежта, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте неповторно во следната прилика. Во твојот дом тој ти зборува преку гласот на надежта и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежта. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.